Додека во Србија и Хрватска избија аферата со канцерогеното млеко, се имаше чувство дека ние само од надвор ги дознаваме работите. Колку вашата организација беше вклучена во целиот тој процес? Организацијата е вклучена во смисла на тоа дека ние не сме агенција за безбедноста на храната, туку ние сме невладена организација, значи организација Сдружение на граѓани, која што работиме на во соработка со светската, со европската и со другите организации на едукација, повеќе информирање на потрошувачи и следење на нивните реакции и наречеме интервенирање во системот да се направи нешто повеќе околу одредени појави во случајов и века и безбедноста на храната. Проблемот е кај производителите, кај трговците, затоа што сега многу тешко ја докажуваат безбедноста на нивниот производ, и ако ние како потрошувачи би требале да веруваме, ако се прави таква проверка, ако еднашка веќе е повлечен одреден производ, вториот пат ако се декларира дека е во ред, дека требало би да биде во ред заради тоа што тие ја прават таа контрола. Меѓутоа останува така едно чувство на да речеме повреда на нашите права, кое што не зависи од потрошувачките организации, кое што не зависи од потрошувачите, значи најмногу зависи всушност од бизнес операторите, дали се оператори со храна, кои што се на пазарот и кои што би требале и заради собствената конкуренција да влијаат врз за да обстанат на пазарот, да влијаат и да бидат овие производи што побезбедни, што по соодветни, да речеме унифицирани со одредени стандарди и така натаму, и на потрошувачот информациите што му се даваат, дали се работи за детски играчки, дали се работи за куќни производи за покуќнина или се работи тоа за прехранбени производи, секојаш декларацијата, она што се декларира е битно. А имаме многу измамни практики каде што декларирањето на производот се менува, датумот на производство се менува, веќе и прехранбените производи, грамажата, што дополнително. Потрошувачите кај вас колку често реагираат и каде вие реагирате? Откако ќе реагираат дали по имейл или по или ќе дојдат или ќе се јават на телефон, ние веднаш реагираме до агенцијата за храна и ветеринарство, заради тоа што со нив имаме многу добра соработка. Тие за секоја наша представка не информираат повратно. И ниедна наша представка не е оставена без нивна реакција, и со нив имаме и кампања за сега ќе започне за означувањето на храната и читањето на ознаките на храната, со што не само ќе ги поттикнеме потрошувачите да бараат подобро означување на храната согласно правилниците, туку ќе ги поттикнеме бизнес операторите да го подобрат означувањето на храната. Колку имате одврзани раце за да правите независни анализи, бидејќи се имаше чувство дека организацијата на потрошувачи не побара такви независни анализи со канцерогеното млеко да се направат во Македонија? Ние баравме анализи и побаравме и на македонска телевизија да се анализира не само увозното млеко, туку и македонското, што веднаш се постапи по наше барање. Ние кога бараме до агенција за независни, да, значи кога ние бараме да се направат сега за оваа за која зборувавте, се направи над македонското млеко, значи да се докаже дека македонското млеко е во ред. Тоа ние го побаравме и во разговор со агенција за храна и ветеринарство, а и тие знаеа дека треба тоа да го направат. Значи нашата агенција за храна и ветеринарство е голема и таа има доста опремена со инспектора, значи со инспекција за храна, и сметам дека ние сме малце понапред во тој домен, значи во тој развој, да речеме, институционален, нели? Во поглед на заштитата на потрошувачите, институциите за заштита на потрошувачите, споредбено, да не ме земат сега за зло, со Србија или со другите држави, со оглед на тоа дека и програми се носат за заштита на потрошувачи, закон во 2000 година се донесе, во 2004 уште еден закон, измени се направија, новите директиви се воведоа и така натаму. Што се однесува до компаративна анализа на квалитетот на производите на пазарот, вие сте во право и тоа го прават потрошувачките организации и излегуваат со своите, значи, анализи. Односно, анализи кои ги направиле по случаен избор и мостра. За такво нешто треба да се има навистина финансиски ресурси и треба да сте тоа независно да го правите. Значи, не да ве финансираат во тој домен производителите и трговците, туку навистина државата да одвои средства за на годишно ниво, како во Словенија, што се прави, да се од страна на организацијата на потрошувачи со одредени екипи, нели, луѓе кои што работат во таа област, експерти, направи узоркување, а потоа тоа, значи,
земање на мостри од пазарот и потоа тие мостри да се анализираат и да се објективно објават резултатите. Такво нешто ние одамна бараме во Република Македонија, што ќе ја поттикне и фер конкуренцијата на пазарот и тогаш и со право ќе ги носа знаците, нели македонско сонценце оваа година доби знак тој млечен производ заради најдобро означување, заради најдобра нели најдобар вкус можеби и па ќе се види дека и колку се трошело од потрошувачите. Сметам дека на тој начин ние многу ќе придонесеме, пред се ќе се финансира една дејност таква нова. Меѓутоа прво ќе биде независна. Значи нема да зависи од бизнис операторите, ќе биде тестирано на тој начин што едноставно организацијата ќе застане позади тоа, како и во другите држави, и ќе се објавуваат тие тестови на производи како што се објавуваат нели во тест часописите на овие организации на потрошувачи во другите земји, како во Словенија. Ја земам секогаш за пример, пошто ни е најблиску во регионот и затоа што е навистина независна организација и затоа што многу работат и ние го користиме нивното искуство, меѓутоа државата навистина ги помага. Иако им е преполовена, можеби сега стално се жалат сите нели дека им се преполовени приходите од државата, сите потрошувачки организации во Европа, значи во Европската Унија, добиваат средства од државата, заради тоа што не смеат да добиваат средства од производителите и трговците, заради независноста. Европска Унија одвои огромен буџет за 6 години, значи по 20 милиони евра годишно е буџетот, негде над, за 6 годишната програма за заштита на потрошувачи. И своите земји членки исто така на некој начин им наложува да и тие ги поддржат независните организации на потрошувачи во едукација, информирање, советување, во компаративно тестирање, во потрошувачко истражување, па ако сакате и во потрошувачки медиуми, односно медиуми кои што работат на полето на заштитата на потрошувачите. Објективно зборувам работа. Значи финансирани се само за таа работа. Колкав е вашиот годишен буџет и сметате ли дека државата малку посериозно треба да ја финансира оваа организација за да може да се прават независни анализи на барање на потрошувачите? Да имате посигурен извор? Програмата е скромна, таа предвидува некој Министерство за економија 500.000 денари, значи на годишно ниво имаме 5 организации. Нормално дека оваа организација има поголем дел од работите се случуваат во Скопје, тука меѓутоа и другите организации во Битолашти, во Тетово, во Охрид, во Кочани, тие така исто не се баш опремени со со средства материјални, заради тоа што нашите општини се уште не ги препознаваат потребата да ги финансираат советовалиштата на организациите во тој домен. Еве веројатно во Скопје ќе успееме да се финансира советовалишта на потрошувачи, да речеме. Работиме проекти кои што секогаш не ви го покриваат вашата основна дејност. Еден проект си е проект, да речеме, за кампања само и вие тука не можете да платите 2-3 советодавачи, туку можете само таа кампања да ја истерате, да речеме, со тие средства. Али треба да има средства кои што ќе поддржат инфраструктура инфраструктурните трошоци на организацијата за да може таа да се развива, и тоа се потребните средства, да речеме, во другите организации се од 100 до 200 до 300.000 евра на годишно ниво, на ниво на Европска Унија одати до 1.000.000 евра, од 600 до 1.000.000, зависи за каква организација се работи и придонесот кој што го даваат пак е огромен и во бизнис заедницата, заради фер конкуренцијата и кај потрошувачите. Колку организации на потрошувачи постојат во државата и сметате ли дека треба да се зајакне невладиниот сектор во овој план? Видете дека покрај она што значи владини институции, постоењето на владините, значи или агенции, или институции, или регулатори, или министерствата со одделенија заштита на потрошувачи, сепак невладиниот сектор не можеме да го избегнеме. Тоа е коректив на сите девијантни појави кои што се јавуваат. Значи на пазарот на мало, во Република Македонија, воопшто и во општеството, ако гледате во социјалната сфера на правата на потрошувачите, не само економските права, сметам дека е потребно навистина да се зајакне, не да се мултиплицираат толку организации, заради тоа што се покажа во други држави кога државата ќе одвојува средства поголеми за организации, тие се како никнуваат нови и нови организации. На тој начин ние не сакаме да бидеме единствени монопол, да речеме, секако дека има во домен на права на пациенти, во домен на
енергетските услуги или во доменот на јавните услуги, да речеме, во тој домен други организации, или, например, се појавуваат одеднашка, па потоа ги нема, замираат, или прераснуваат во политички партии, или се стопуваат во некакви, значи, партиски води или во други институции. Сепак нашава организација успеа да обстане 15 години. Можеме да кажеме дека голем дел од нашето работење беше финансирано од страна на ГТЦ во тоа време, да речеме со ГТЦ проектот 5 години, па потоа USAID, па потоа дојде нели уште еден USAID, па потоа Civica Mobilita со 3 години, сега заврши тој проект и ние навистина сега се чувствуваме малку нели загрозени за нашиот опстанок заради тој сегмент што нема проект. Се очекува еден ИПА проект дека ќе дојде наредната година, би требало да стартува како поддршка на овој невладин сектор. Меѓутоа би требало да има и државата една организација која што ја препознава како партнер и сите институции за да може да се помогне, нели? Во ова време тешко на преживување и на бизнис заедницата, на еве и кај владата, нели, финансиската криза и сето тоа. Сепак се надеваме дека еден сегмент голем од сите оние активности кои треба да ги обавува организацијата, како и сегде во Европа, а одиме према Европска унија, треба да ги поддржи владата. А другиот дел да оди на проекти.